Здраво, драги родители! Во ова видео, преку нежната мудрост на Малиот принц, откриваме еден нов свет во кој што неговите зборови директно не носат кон свесното родителство, кон принципите на свесното родителство, а тоа се љубов, присутност и внимание. Започнуваме заедно да патуваме од овој момент на различните планети, заедно со Малиот принц, кој што тој ќе ги посетува. И сите тие во суштина представуваат еден символ за учење, за одговорност, за истражување. И исто така секоја планета представува одреден аспект од човековиот живот. Например, како што е потребата за власт, суетата, алчноста, секојдневните обврски и одговорности на човекот, мудроста во животот и така натаму. И секоја средба која ја доживува Малиот принц представува една символика дека растењето, истражувањето и духовното созревање не се учат само со една лекција, туку тие представуваат еден континуиран процес на учење и на разбирање. И принцот преку средбата со кралот, со суетниот човек, со пијаницата, со бизнисменот и со другите луѓе и суштества со кои се среќава на различните планети, учи дека слабостите и ограничувањата се неизбежни, меѓутоа дека тие можат и како да се препознаат во насока за нивно надминување и трансформација. И исто така патувањата што представуваат символика и за процесот на самоспознание, дека најмногу човекот учи преку непосредно искуство, непосредни интеракции, многу помалку од правилата, од книгите, од прописите. И исто така, зашто не учи? Не учи во овој дел за значењето на љубовта, на пријателството, на одговорноста и на вредностите кои што се невидливи за самиот човек. Во суштина тоа се најголемите и најдобрите човекови вредности. Затоа се викаат и вредности. Разбирањето на собствената уникатност исто така е една од лекциите кои што Малиот принц низ патувањето на планетите ја учи, сваќа дека тој го сваќа своето уникатно место на својата планета и неговата уникатна врска со својата роза. И преку тоа сваќа дека секој индивидуалец си има своја одговорност и своја улога во собствениот живот. Ова патување на Малиот принц навистина ни дава една прекрасна символика во свесното родителство преку следните три моменти. Прво, дека децата најдобро учат преку непосредно искуство и преку игра, преку истражување. Што значи тоа? Дека многу е подобро децата да ги воведуваме во учење низ игра, отколку само да му даваме инструкции, да му даваме совети, да му даваме правила по кои треба да ги следат. Второ, да водиме без контрола, наместо да водиме со сила. Дека навистина детето потребно му е само да го оставиме да си го истражува својот внатрешен свет, многу повеќе ќе може така да научи, тоа да ни дозволи на некој начин да не води преку внимание наше кон него во сегашниот момент и така детето многу подобро ќе го истражи својот свет, а родителот да биде тука присутен за да може да го поддржува и да може да го охрабрува. И третиот момент е препознавање на уникатноста од страна на родителот на секој дете, затоа што секој дете е приказ за себе, секој дете има свој оригинален темперамент, своји оригинални особености
И овде се потенцира важноста од родителот да може да испочитува индивидуалноста на детето, да може да ги препознае неговите уникатни способности, да може да ги прифати неговите чувства, неговите емоции и да ги задоволи неговите уникатни потреби. А сега да влеземе во светот на Малиот принц со неговата посета на првата планета каде што се среќава со кралот. Малиот принц се наоѓал во реонот на астероидите број 325, 326, 327, 328 и 330. Така, значи, тој почнал посетувајќи ги астероидите, да бара работа за да научи нешто. Првата планета ја населувал еден крал. Кралот бил облечен во пурпури и хермелин, седел на еден едноставен, но сепак величествен престол. А, еве еден поданик, викнал тој кога го забележал малиот принц. А малиот принц се прашал, како може тој да ме познае кога никогаш не ме видел? А не знаел дека на кралевите светот е многу упростен. За нив сите луѓе се поданици. Доближи се да те видам подобро, му рекол кралот, горд што на крајот на краиштата за некого е крал. Малиот принц со поглед побарал кај него, кај ќе може да седне, но планетата била целата покриена со величествениот хермелински плашт. Така тој останал стоејќи, но бидејќи бил изморен, се прозевнал. Прозевањето во присуство на кралот е спротивно на прописите, му рекол монархот. Јас тоа ти го забранувам. Не можам да се воздржам, му одговорил малиот принц целиот вџашен. Многу патував и воопшто не спиев. Тогаш, му рекол кралот, ти наредувам да се прозеваш. Со години не сум видел некој да се прозева и прозевањата за мене се реткости. Ајде, прозевај се уште. Тоа е наредба. Се усрамив. Не можам повеќе, рекол малиот принц црвенејќи. Одговорил кралот. Тогаш јас ти наредувам ту да се прозеваш, ту да... Тој мрморел нешто и изгледал како навреден. Оти кралот многу држал за тоа да му се почитува авторитетот. Тој не ги трпел непослушните. Бил апсолутен монарх, но, бидејќи бил многу добар, тој давал умни наредби. Ако јас наредам, рекол тој понатаму, ако јас му наредам на некој генерал да се претвори во морска птица и ако генералот не ме послуша, тоа не ќе биде грешка на генералот. Тоа ќе биде моја грешка. Можам ли да седнам? Срамежливо се вознемирил малиот принц. Јас ти наредувам да седнеш, му одговорил кралот и величествено го прибрал едниот крај од својот хермелински плашт. Но малиот принц се чудел. Планетата била толку малечка. На што можел тој да владее? Господару, му рекол тој, ве молам, дозволете ми да ве прашам. Јас ти наредувам да ме прашаш, побрзал да му рече кралот. Господару, над што владеете вие? Над се, одговорил кралот со крајно спокојство. Над се? Кралот со едно одвај забележливо движење ја покажал својата планета, другите планети и звездите. Над сето тоа, го прашал малиот принц. Над сето тоа, одговорил кралот. Оти тој не само што бил апсолутен монарх, туку исто така бил универзален монарх. И звездите ве слушаат? Се разбира, му одговорил кралот. Тие веднаш ќе послушаат. Јас не поднесувам недисциплина. Таквата моќ го восхитила малиот принц. Кога би ја имал тој таа моќ, би можел да присуствува не на 44, туку на 72, па дури и на 100, па и на 200 сајдусенца на ден, без да го поместува столчето. И кога си спомнал за својата напуштена планета, се почувствувал многу тажен и се осмелил да го замоли кралот за една милост. Јас би сакал да видам едно зајдисонце. Направете ми го тоа задоволство. Наредете му на сонцето да зајде. Ако му наредам на еден генерал да лета од цвет на цвет како пеперуга, или да напише трагедија, или да се претвори во морска птица, и ако генералот не ја изврши применатата наредба,
Кој ќе биде виновен, тој или јас? Вие, решително рекол малиот принц. Точно. Затоа од секого треба да се бара она што тој може да го даде, повторил кралот. Пред се, авторитетот се засновува врз разумот. Ако му наредиш ти на твојот народ да се фрли в море, тој ќе крене бунт. Јас имам право да барам послушност. Оти моите наредби се умни. А моето зади сонце? Го предупредил малиот принц, кој никогаш не го заборавал прашањето што еднаш го поставил. Твоето зади сонце ти ќе го имаш. Лично јас ќе го побарам, но ќе мораш да почекаш да дојдат благопријатни услови. Кога ќе биде тоа? Се интересирал малиот принц. Одговорил кралот откако погледнал во еден дебел календар. Тоа ќе биде Тоа ќе биде вечерва околу 7:40. И ти ќе видиш како мене ме слуша. Малиот принц се продзевнал. Го жалел своето невино зајди сонце, а потем нему веќе му било помалку издодевно. Јас нема веќе што да правам тука, му рекол тој на кралот. Сакам да отпатувам. Не оди, му рекол кралот, кој бил толку горделив што има еден поданик. Не оди, ќе те поставам за министер. Министер? На што? На правдата. Но нема на кого да му судам. Не се знае, му рекол кралот. Јас уште не направив обиколка околу моето кралство. Многу сум стар, а овде нема место за кочија. А пак одењето многу ме заморува. О, ама јас веќе видов, му рекол малиот принц, кој се наведнал за да фрли уште еден поглед на онаа страна од планетата. Никого нема долу, не... Тогаш ти на самиот себе си ќе си судиш, му одговорил кралот. Тоа е најтешко. Многу е потешко да си судиш сам себе си, отколку на другите. Ако успееш правилно да си судиш сам себе си, тогаш ти си вистински мудрец. Јас, рекол малиот принц, јас можам да си судам себе си каде и да било. Нема потреба да седам овде. Рекол кралот. Јас мислам дека на мојата планета има некаде еден стар стаурец. Го слушам ноќе. Ти ќе можеш да му судиш на стариот стаурец. Од време на време ќе го осудуваш на смрт. Така неговиот живот ќе го помилуваш секој пат, за да го поштедиме. Оти е само еден. Јас, одговорил малиот принц, не сакам да осудувам на смрт и мислам дека ќе си одам. Не, рекол кралот. Но малиот принц, откако се приготвил, не сакал веќе да го измачува стариот монарх. Ако вашето величество сака да биде послушано без приговор, тоа може да ми даде една умна наредба. Може да ми нареди, например, да си одам од тука за 1 минута. Ми се чини дека условите за тоа се благопријатни. Малиот принц почекал малку, но бидејќи кралот ништо не одговорил, здивнал и тргнал. Те поставувам за амбасадор, побрзал да му викне кралот. Тој имал многу важен изглед. Возрастните се многу чудни, си рекол малиот принц во себе си, продолжувајќи по патот. Во приказната за малиот принц, за неговата средба со кралот, овде што можеме да заклучиме? Можеме да заклучиме дека кралот бил еден апсолутен монарх, владетел, меѓутоа бил многу осамен. И кралот овде е прикажан како една фигура која што сака да владее, сака сите апсолутно да владее, апсолутно да има контрола над сите и над секого. И меѓутоа истовремено бил и великодушен, затоа што никогаш не давал такви наредби кои што не можеле да бидат извршени. И кога му вели на малиот принц, ти можеш да седнеш, можеш да здивнеш, можеш да се продзеваш, тоа го прави точно во вистинскиот момент кога на вистина тоа му е потребно на малиот принц. И меѓутоа, која е символиката овде на кралот? Символиката на кралот е прво желба за контрола, за власт и преку неговата возрастна личност кралот е прикажан како возрастна личност која што и прикажана и авторитарната страна на возрастната личност која што сака да управува со секоја ситуација, со секоја личност. И втората
вториот момент е маскирана несигурност, прикажана, значи кралот е символика за маскираната несигурност кај возрастните. Значи власта на кралот е илузорна, всушност тој е многу осамен, меѓутоа таа негова моќ ја има само за да може да ја покаже својата важност, да си ја одржи својата важност. Значи истото како кои родителите кои што бараат авторитет за да бидат да се прикажат својата важност пред своите деца. И трето, прилагодување на другите на неговата волја. Значи кралот верува дека сите мора да се починат да се усогласат на неговите наредби, дури кога дури и природните појави треба да се усогласат на неговата волја. Меѓутоа во свесното родителство кралот на што е метафора? Тоа е метафора на кога се бара апсолутна контрола од страна на родителот спрема детето, значи кога бара апсолутна контрола родителот во односот со детето. И како се покажува таа, кога родителот прво одлучува тој кога е право време детето да зборува, кога не е право, кога тој одлучува кога треба детето да покаже емоции, кога не. Второ, кога очекува исклучива послушност, без прашање од страна на детето, затоа што смета дека тоа е најдобро за него. И трето, кога гледа на детето како на некој кој што треба да се прилагоди на неговите барања, на неговите директиви, а не обратно кралот да се прилагоди на природниот ритам на самото дете. И кои проблеми сега се наметнуваат со ова владеачко родителство? Се наметнуваат следните три проблеми. Прво, дека најпрво она што се случува сега се автентичниот глас на самото дете. Значи детето учи дека тоа не е ценето, не е венувано доколку не го испочитува работите или волјата не испочитува на самиот родител. Второ, се губи довербата помеѓу детето и родителот, затоа што детето смета дека доколку не почнува да ги спроведува правилата и прописите кои што му ги налага на родителот, дека неговите чувства и неговите потреби не се важни. И трето, се одгледува една зависност или една бунтовност кај детето, кога родителот сака апсолутно да контролира со чувствата, со емоциите и со природниот ритам на детето. Значи, детето, зависно од неговиот темперамент, или ќе стане премногу да сака да му удоволува на родителот, да сака да се согласува со она што тој го бара од детето, или пак од друга страна пак ќе почне да расте една тајна бунтовност кај самото дете. Меѓутоа, свесното родителство не значи дека се прекинува водството од страна на родителот во врската со детето, туку тоа едноставно представува напуштање на едно владеачко родителство, напуштање на владењето и за да на негово место се појави поврзаноста, поврзувањето со детето. И кои се клучните принципи овде на свесното родителство за да може да се појави поврзаност со детето? Прво, тоа е слушање пред насочување. Што значи тоа? Наместо ние, например, да му кажеме на детето, седи сега, можеме да му кажеме како се чувствуваш, дали сакаш да седнеме заедно, или пак, второ, наместо граници со сила, да поставиме граници со љубов, што значи дека границите се уште ќе постојат, меѓутоа тие ќе бидат во улога на заштита на детето, а не во улога на казнивост. И трето, видливост на детето, што значи тоа дека детето се чувствува видено заради неговиот внатрешен свет, заради она што е, заради да му се возможи на детето да остане што повеќе поврзано со во својата природна состојба. Понатаму
да направиме една паралела помеѓу кралот, кој што ќе го споредиме со возрастниот човек или родителот, и малиот принц, тој него ќе го споредиме со детето. Сега, реченицата кој што кралот ја дава овде кога се сретна со малиот принц, каде што вели во еден разговор дека од секого треба да се бара она што тој може да го даде, всушност тоа представува една многу моćна и мудра порака за тоа како навистина треба да се однесуваме ние во меѓучовечките односи со луѓето, а особено во врската со децата. Ние возрастните, тоа значи дека навистина не е фер и не е исправно кога ние би очекувале од некого нешто кое што ги надминува неговите способности и неговата зрелост, затоа што секој човек си има свој таленти, си има свој моќи, си има своји особености, си има своји граници. Исто така и си има свој ритам на раст и развој. И токму, значи, кога ние бараме нешто спрема неговите способности, ние му даваме можност да се чувствува валидизиран, да се чувствува испочитуван и ценет, и на тој начин се потикнува раст и развој кај самата личност. Значи, токму за тоа изборува за свесното родителство. И овие се навистина негови клучни принципи. Што значи тоа? Клучен принцип прв е родителот да не го споредува детето со другите деца, ниту пак да го споредува со некои собствени своји замислени идеали. Второ, да гледа родителот, да може да ги види, да го види детето каде е во самиот момент, и од таа точка, од тој момент понатаму да може да му даде поддршка на детето во насока на негово помагање да може да го направи следниот чекор детето. И трето, да бараме труд од детето, а не да бараме совршеност. Например, наместо да му речеме на детето сакам сега сите оценки да ти бидат петки, ние да му речеме на детето гледам дека навистина по предметот математика имаш потешкоти. Бидејќи ти е тешко, секој ден труди се помалку да вежбаш и тоа засега е доволно, за да можеш да оствариш одреден напредок по тој предмет. Значи, ова реченица што не подсетува? Ова реченица не подсетува дека вистинските што е највистинскиот подарок за детето е кога ние можеме да ги препознаеме децата за она што се, да ги препознаеме нивните способности, за да можеме понатаму да ги насочиме кон правилен раст и развој. И истовремено и да ги охрабриме и тие самите да тргнат по својот собствен пат. Другиот момент е кога кралот му вели на малиот принц дека ќе го постави за крал, дека ќе го постави за министер и за амбасадор. И што значи тоа? Дека ние како родители често пати влегуваме во таа улога, несвесно, каде што бараме од нашите деца тие да останат покрај нас, давајќи му некои наши избори, наши логи, упорно барајќи тие да влезат, да ги превземат и да влезат во нив, мислејќи дека ние на тој начин најдобро мислиме за нив, дека ние сме во право, тие се во криво. Меѓутоа, забораваме при тоа дека децата си имаат своја внатрешна вистина која што треба да ја следат и свој пат кој што треба тие да си го остварат. И ако ние продолжиме по она што ние мислиме дека треба да одат децата, дека тие треба да го превземат нашите патишта, наместо да тргнат по своите собствени патишта, по својата собствена вистина, ние и како ризикуваме децата да почнат да не напуштаат, било тоа да биде физичко напуштање или пак да биде
тргање, влегување на детето, повлекување во својот внатрешен простор и во својот внатрешен свет и да биде постојано одсутност спрема нас. И кога малиот принц на крајот ќе го напушти кралот, всушност што се напушта? Се напушта илузијата дека вредноста доаѓа од тоа да се биде моќен, да се биде човек кој што, значи, си вредиш ако владееш, ако ја имаш целата контрола врз односот во детето, значи во родителството, тоа е моментот кога родителот всушност се ослободува од потребата да го контролира постојано своето дете, да владее со детето и започнува да служи на врската со детето. И овде, во таа врска, сваќа дека нема место повеќе за јас знам се, а ти не знаеш ништо, туку сваќа дека единствено може да направи напредок преку заемно учење и заедно растење и развивање. Драги мои, тоа е се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.